Православните христијани ширум светот го прославуваат најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден. Во соседна Србија во храмот на Свети Сава во Белград точно на полноќ воскресенска литургија служеше поглаварот на Српската православна црква патриархот Иринеј, а на неа присуствуваше српскиот председател Томислав Николиќ. Иринеј во светото послание рече дека иако луѓето живеат во тешки времиња полни со неизвестности и трагедии, не смеат да престанат да се радуваат и со Христосовата љубов да ги сакаат не само блиските, туку и своите непријатели. Полноќни литургии се одржаа во сите цркви во Србија, како и во српските храмови на Косово и Метохија и во Република Српска во Босна и Херцеговина. Во најголемата православна земја Русија главната верска служба се одржа во Московската црква на Исус Спасителот, каде богослужаше патриархот Московски и на цела Русија Кирил, а меѓу илјадниците верници се појавија и председателот и премиерот на Руската Федерација Владимир Путин и Димитри Медведев. Великден е прослава на воскреснувањето на Исус Христос, кој ни донесе победа над доброто над злото. Бог го допира секој кој на денот на неговото воскреснување се сретнува со верата. Нека Бог ги благослови нашата нација и нашата земја, рече рускиот патриарх Кирил. Главната церемонија се одржа во стариот дел на Ерусалим со палење на светиот оган во црквата, каде според преданието Исус бил заколпан по распнувањето и каде се случило воскреснувањето. Во Грција пак Великден се прославува со традиционален огномет и петарди, иако официјалната црква се противи на таквиот обичај. Великден со свечени литургии го прославија и православните верници во Украина, како и православните заедници во Северна Америка и Австралија.